дојдовте во уште една најнова наша сцена. Во минутите кои што следат резервирани се за бројните музички новитети од нашата сцена. Накратко, колку да го задржиме вашето внимание на самиот почеток ќе наброиме Гоце Илиевски балада, група Марифет и 20 години јубилејна кариера на Хари Сековски. Бидете со нас. Познат е по своите песни кои што во голем број ги има како балади, па токму од тука го има и прекарот балада. Станува збор за Гоце Илиевски. Гоце, изминатиот период се одлучи да сними видеозапис за неговата нова балада која носи наслов Биди ти моја. Во продолжение разговор со Гоце и ексклузивно новиот видеозапис. Почитувани гледачи, во студиото на Импродукција и денес имаме прекрасен гостен. Станува збор за Гоце Илиевски балада. Добре дојде во нашето студио. Како се чувствуваш? Добре, за прв пат во нашето студио. Официјално да, добре ве најдов. Ви благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на вашата емисија. Па така да, сега опуштам. Така, поводот за твоето гостување тука кај нас е снимањето на твојот прв спот за твојата прва песна, но ајде нешто повеќе ти ке ни кажеш. Така. Значи станува збор за песната Биди ти моја. Музиката и текстот се мои, на Гоце балада. Аранжманот е на Славко Ристевски, снимена е во студиото ProSound, во студиото на Славко, така да еве денеска во соработка со телевизија и продукција снимаме спот. Колку време ја подготвуваш оваа песна? И како се одлучите? Кој беше иницијатор за да снимиш една своја песна? Па во глобала веќе со компонирање се занимавам 12 години. Моментално имам напишано готови песни, мелодија, музика и текст, околу 80 на песни. Како за оваа песна? Значи, случаен избор, автоматски. Седнавме во студио со Славко, одлучивме таа да биде. Инаку станува збор за забавна балада. Песната се вика Биди ти моја. Така, доста интересен наслов. Сигурно сум дека е посветена оваа песна, но нема да откриеме ете за кога. Што ќе се случува во спотот, на кои локации ќе се снима? Така, значи... За скоро веќе започнуваме? Така, значи официјално денеска се снима, како што реков, во соработка со Импродукција, со Ване Петковски. Спотот е љубовна приказка, ќе се снима на неколку места во Охрид, на мостот на Желбите, во неколку охридски хотели, во колината на Охрид и така. Целта е да се долови суштината на песната. Така, за скоро време нашите гледачи ќе имат можност да го погледнат овој спот. Кои се твоите очекувања? Па се разбира со вакви професионалци како што е Ване Петковски Интеве и Славко Ристевски, така да гарантиран успех. Така. На почеток кажавме Гоце Илиевски балада. Така. Имаш доста интересен прекар. Така. Од каде? Така. Значи тоа е музичките соработници ми го дадоа. Тој прекар, пред се тоа не го дефинирам како прекар, како некој уметничко име кој што извира како резултат на моите песни. Значи 70% од песните ми се балада, како што претходно ви напоменав, пишувам текстови, пишувам мелодија, музика, така да во глобала песните се балада. Така, за кого до сега сте направиле песна? Така, моментално немам за никого. Значи во преговори сум со една позната македонска пејачка, во интерес на меѓусебниот наш заеднички договор, сега за сега не можам да открием, меѓутоа благовремено ќе бидете известени. Така, нека биде изненадување и за нашите гледачи, за нашите слушатели. Со кои музичари соработуваш? Така, значи моментално немам соработувано со никого, во преговори сум со два бенда. Моментално работиме на репертоар кој што ќе го свириме по ноќните клубови. Така, значи за сега немаш настапи, но така. Публиката веќе нека очекува и твои настапи заедно со свој бенд. Така. Пред да започнеме со интервјуто, спомна дека подготвуваш и нови песни. Така, да. Значи песните во глобала се подготвени, фали само аранжман. Аранжманот го додава Славко Ристевски, ProSound студио, проверен тип, проверена успешна екипа, која што како резултат на моите песни, на стиховите и на мелодијата која што ја креирам и создавам, дава само единствено решение, тоа се вика успех. Така, за првата песна веќе снимаме спот, ќе има уште неколку песни, а веќе за следната година ќе имаме и албум, така? Официјално, да. Колку песни од прилика планираш да има на тој албум? Па некаде од 10 до 12 песни. Дали ќе имаат и другите песни видеозаписи или прво ќе видиме како ќе помине? Не. Овој? Значи за секоја песна договорено е да се снима континуирано спот. Песната се снима и спотот. Така, пред самиот крај уште на нашите гледачи да ме откриеме од каде љубовта кон музиката и кога започна да се занимаваш со музика? Значи првиот настап ми е на 5,5 години во живо на смотрите, на училишните смотри,
после континуирано сум учествувал и на патронати училишни, меѓутоа почнав со некои интелектуални проекти, така да животот ме повлечи од таа страна. Сега, од љубов кон музиката, повторно се враќам на тој правец, така да тоа е тоа. Така, се надевам дека тоа ќе биде успешно и се надевам дека убаво ќе си поминеме денес на снимањето, дека ќе излезе одличен спот, дека нашите гледачи ќе бидат задоволни, ќе слушаат и твојата песна и ќе го гледаат убавиот спот. Пред самиот крај што ќе им посакаш на нашите гледачи ширум светот? Значи, автоматски слушајте квалитетна музика, следете ги добрите музички ноти и квалитетните музички текстови. Ти благодарам за гостувањето, те очекуваме повторно за промоција на спортот. Така, ви благодарам на вниманието и на одвоениот музички и медиумски простор. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. ме обминуваш како скитник пиен во тага, ноќва заспивам без тебе, но со твојата лага денот згаснува, се топи како во сочна свеќа, ми е непознато се она што се вика среќа. Каде си ноќва, спомени ве болат, биди до мене, други ме молат, а живеам тажен во овој свет чуден. Погледни ме во очи, во тебе сум љубен. Каде да одам, каде да патам, но нема јасно за тебе да сватам. Зошто си таква, зошто толку си своја, стави подпис на усни, биди ти моја. И да заминеш, ноќва далеку од мене, бол ќе остане да живе длабоко во себе. Не сум патником, низ патот свој знае да лажи, дека си моја ти. Насмеви се и со поглед кажи ми. Каде си ноќва, спомени ве болат, биди до мене, други ме молат, а живеам тажен во овој свет чуден. Погледни ме во очи, во тебе сум љубен. Каде да одам, каде да патам, но нема јасно за тебе да сватам. Зошто си таква, зошто толку си своја, стави подпис на усни, биди ти моја. Каде си ноќва, спомени ве болат, биди до мене, други ме молат, а живеам тажен во овој свет чуден. Погледни ме
во очи, во тебе сум љубен. Каде да водам, каде да патам, но нема ја седно за тебе да сватам. Зошто си таква, зошто толку си своја, стави подпис на усни, биди ти моја. Ако во летниот период снимија видеозапис за нивното ново оро кое носи наслов Марифет Елено, групата Марифет од Прилеп изминатиот период направи промоција токму на ова оро. Промоцијата се случи токму во нивниот роден град Прилеп со најблиските нивни соработници, пријатели и роднини. Им продукција од самото место на промоцијата ви носи со тон и слика. Почитувани гледачи, екипата на ИНТВ се наоѓа во Прилеп на промоција на спотот на групата Марифет. Со мене се Кира и Тоде кои ќе ни кажат нешто повеќе околу спотот, околу снимањето, но најпрво Кира, колку сте задоволни од крајниот резултат? Еве, искрено од име на бендот морам да кажам дека крајниот резултат е врвен. Супер, направивме како што рековме Така, значи ви се допадна? Да, во секој случај добро спакувано и верувам дека и така ќе мисли и публиката и гледачите. Тоде, колку си ти задоволен од спотот, како ти се допадна? Ете го погледнавме и сите заедно. Публиката уживаше, можам да кажам? Да, точно во право си. Публиката беше воодушевена, мислам имаше позитивни реакции. Прво, јас сум задоволен пред се, што ми значи многу. Потоа моите колеги од бендот исто се задоволни. Прифатеноста и одзивот, значи фидбекот на ова сето што правиме, ако го оценувам, можам да го оценам со 10-ка и благодарен сум на сите мои колеги кои вечера се одзва на нашиот повик. Очекував дека сите ќе дадат, максимално бев убеден. Ваше голем број музички соработници и колеги. Да, тоа е сето од браншата на музиката со кој соработуваме повремено, се сретнуваме, се занимаваме со иста дејност, така да сите беа поканети на драга волја дојдоа и ние сме благодарни на нивната како да речам, на нивниот одзив, поддршка што дојде овде. Се надевам дека и тие ќе имаат прилика да направат нешто ново, ние сме тука и за нив. Да возвратиме. Кира, ајде да ги потсетиме нашите гледачи, каде се снимаше и како си поминавте за време на снимањето, кое беше во соработка со им продукција? Да, во соработка со екипата на им продукција, спотот се снимаше на две локации и успешно се дружевме во многу убав амбиент и убава енергија. Првата локација беше во пазувите на Селечка планина, во натрешноста на манастирот Свети Димитрија близу село Селце и во ресторанот Пица ресторан Длаки. Ети нашите гледачи ќе имаат можност да го погледнат овој спот и да уживаат. Тоде, периодов сте доста ангажирани, можам да кажам. Јас ве пратам редовно на социјалните мрежи и можам да погледнам дека секој викенд сте зафатени. Како си поминувате и каде најчесто сте во моментот? Точно дека сме ангажирани секој викенд, поточно петок, сабота обавезно сме ангажирани, пошто четврток не функционира како што треба, мислам не само Прилеп и пошироко во Македонија, али ние сме максимално ангажирани. Повремено излегува малку од границите од Прилеп, одиме до кај Крушево, Битола, Скопје, така малку да смениме клима. И сега имаме доста, како да речам, понуди пред новогодишни забави, сега тоа е актуелно. Дали може би и за Нова година, за најлудата ноќ сте веќе ангажирани или дали сте во преговори може? Ние сме во преговори, но нема да откривам точно каде што како, бидејќи сакаме да биде изненадување. Така, значи ќе им откриеме на гледачите во најскоро време, ќе им откриеме каде ќе можат да уживаат со вас за најлудата ноќ. Имаме неколку понуди, неколку преговори, се уште е рано да донесеме конечна одлука. Има време кога ќе ги известиме нашите фанови, нашите
гости кои се стално нашите свирки и не пратат. Се надевам дека и за нова година ќе дойдат. Марифет Елено, Кира е вашето првенче. Дали веќе подготвувате нешто ново, некој нов материјал? Да, додека се изготвуваше орото и се правеше видеозапис, ние активно размислувавме и веќе сме во процес на изработка на нова песна, која верувам за скоро ќе излезе во етер и верувам исто така ќе биде запасена на вашата телевизија, можеби ќе направиме повторно промоција. Ќе ни откриеш можеби за каков стил станува збор? За каков стил сепак се извинам, но не би откривал за каков стил би оставил кога ќе е крајниот продукт да сами вистинско изненадување и самите да го вкусите тоа што го подготвува. Така, јас нема веќе да ви одземам време, ќе ви оставам да уживате со вашите гости и уште еднаш ќе ви посакам успех понатака и уште многу вакви спотови. Искрено од името на бендот Марифет ви благодариме што сте секогаш со нас и ги забележувате овие настани и практично му правите промоција. Благодарам на вашиот одзив, кој вие сте тука покрај нас и за време на снимањето на спотот и во други прилики. Ја поздравувам сета ваша публика и наша воедно и сите иселеници кои се во странство кои гледаат оваа телевизија. Голем поздрав, се гледаме наредна прилика со нешто ново или со гостување во вашето студио. Ние ве очекуваме во најскоро да ни дојдете во нашето студио да ни гостувате. Ви благодарам уште еднаш за разговорот и уживајте со вашите гости. Почитувани гости, драги пријатели и соработници на група Марифет, добре дојдовте на официјалната промоција на првиот спот на група Марифет. Јас морам да кажам дека станува збор за нивното првенче, орото Марифет Елено, но пред да го погледнеме, јас ќе поканам еден од членовите, ете Кира, да каже збор два околу снимањето и околу спотот. Кира, побеј. Благодарам за убавата најава. Да го изразам во име на бендот големото задоволство и благодарам што ја прифативте поканата и што ви има волкав број. Вечерва верувам ќе уживаме сите, но пред да уживаме морам да исто така да кажам благодарам до авторот на овој оро, Сашко Ристевски, а во исто време и гостин со својот инструмент хармоника. Него сликав. Нека подстани да го видиме како. Наш другар и добар пријател. Спотот пардон. Орото беше снимено во студиото на Славко Ристевски, ProSound. Благодарам за тоа. Видео аранжманот си го направивме ние, го една проба, или две, невитно. Понатаму спотот, благодарам за тоа ИНТВ продукција, тие се заслужили за спотот, што ви се направи. Благодарност што дојде вечерва, благодарност до телевизија Визија што ќе го проследа спотот. Спотот се снимаше на две локации, тоа во базуите на Серечка планина, во манастирот, во внатрешноста на манастирот Селце Свети Димитрија. И другата локација беше пица ресторан Лаги. Благодарност до собственикот на овој прекрасен објект, Алфа Урбан Фуд. Фала. И до овој персонал што многу често се дружиме и така успешна ни е дружба. Нека представи се надевам дека така ние сме членовите од Марифет, се надевам добро познати. Посакувам да се снимаат вакви проекти на сите, од некои земавме пример како тоа се прави. И така, многу ни е драго, го изразвам уште на задоволството и благодарност за вашето големо и органно искрено присуство.
Орото се снимаше на неколку локации во Прилеп, а како изгледаше ќе погледнеме токму сега, а вие уживајте.
Изминатиот викенд, поточно 17 и 18 ноември, големата музичка сцена беше насочена кон едно место. Сите очи беа вперени во она што се случуваше во Швајцарија, конкретно во дискотека Палма. Својата 20 годишна јубилејна кариера Хари Сековски ја одбележа на малку поинаков начин. Тој на една сцена ги обедини, ги соедини музичарите од фолк и забавната елита. Нема да ги набројуваме кои беа присутни на оваа голема прослава и забава, туку само ќе кажеме дека импродукција беше директен учесник од сето она што се случуваше во дискотеката Палма во Швајцарија. Ве носиме со слика и тон токму од таму. Со особена чест и задоволство преголемо, импродукција на лице место од мегапопуларната позната дискотека Палма во Швајцарија, а поводот за нашето денешно вечерашно гостување тука е уште поголемиот повод, односно 20 годишната јубилејна кариера на реномираното менаџерско име од Македонија, тука во Швајцарија, Хари Сековски, а тука се наоѓаме заедно во придружба и со неговата жена, Бети. Најнапред, еве, вие сте ни домаќини, но сепак јас ќе кажам добро вечер и добро ве најдовме. Добре дојдовте во Швајцарија и мило ми е што инпродукција е вечерва повторно со нас тука во Швајцарија и да го испрати овој јубилеј 20 години менаџерство. Добре ни дојдовте во Швајцарија. Одлично. Хари, најнапред честитки, прекрасна организација, прекрасна забава, полна дискотека. Она што на некој начин секој успешен човек, односно познато менаџерско име, сонува за една ваква достижна и престижна манифестација, еден ваков настан, јубилеен настан, 20 години. Честитки за успешната кариера и многу успеси понатака. Како започна еве целата оваа приказна? Ќе ве навратам можеби 20 на години наназад, од каде идејата да се биде менаџер токму тука во престижната Швајцарија? Па вака, значи да се вратам тие 20 години наназад, кога дојдов тука во Швајцарија, пред да дојдам работев како новинар, исто како и вас, за некои радиостаници во Прилеп и организирав ноќниот живот во Прилеп пред моето доаѓање тука во Швајцарија. И видов дека на младите тука во Швајцарија му фали забава, нема никој кој што организираше, освен црковните општини и клубовите, никој друг не организираше такви манифестации. Така дојде идејата за организација на тие настапи и вечерва, еве да се потсетам на тие 20 години наназад, прв гостин и вечерва исто така присутен со нас. Првиот концерт тука во Швајцарија кој што јас сум го организирал е со Благоје Груевски. Значи 20 години наназад првиот мој концерт ми е направен со Благоје Груевски и еве вечерва е присутен и на овој мој јубилеј. Така да секако задоволството е големо, дискотеката преполна. И не е прв пат што е полна со македонски гости, во скоро претежно на сите настапи на македонските звезди, секогаш оваа дискотека е полна и секогаш македонците се добро дојдени тука во Палма. Така, на кој начин воспоставивте соработка, со оглед на тоа што оваа дискотека е реномирана српска дискотека и газдата нели е србин, бројни се музичките звезди кои што се дојдени тука да гостуваат, да имаат своји настапи од српската естрада. На кој начин вие воспоставивте врскаете со газдата од дискотеката? Па добро, газдата од дискотеката тие ме побара. Ја пред тоа работев и за многу други дискотеки каде што организирав премногу настапи низ сите дискотеки, екс-југословенски дискотеки, дали срби, хрвати, газди кои што биле, ме бараја. Исто и јас бев газда на моја дискотека, каде што носев добар дел од пејачите и организиравме сали, изнајмувавме сали и организиравме огромни манифестации. Така да тие ме побараја за да можам да носам, пошто има клиентела која што беше македонска и тие побараја за да гостува и македонската естрада. Ја како човек што веќе работеше со нив, му ги донесов сите и од отварањето на оваа дискотека до денес соработката не е прекината. Денеска продолживме со нашата соработка. Да искористиме приликата и да запрашаме сопругата, колку од неа можевте да добиете поддршка, еве колку Бети беше упорна во сето тоа што Хари го работи. Со оглед на тоа што навистина станува збор за една специфична работа. Па да, јас пред 20 години, тогаш бев млада, тогаш бевме иземени како млад брак, мислам, да. И па поддршката му беше многу голема, значи 24 години како сме во брак и 24 години го поддржувам во се што има до сега направено, така и со дискотеката, така и со децата, така и со мене, значи во се го имам поддржано и
мислам дека ќе продолжам да го поддржувам. Хари, посебна е сатисфакција е нешто, она што вечерва мене ме прави горда да се слушне македонска музика точно тука во среде Швајцарија. Кој е големиот поттик кај вас за сето ова? Па најголем поттик е значи среќните лица на сите македонски деца кои што доаѓаат тука. Вечерва ми е чест и гордост да видам, значи има повеќе генерации, тука се родителите нивни, а на масите веќе се седнати нивните деца. Кога почнав да работам ова работа, тука беа родителите нивни како млади деца кои што излегуваја, а денеска еве и моите деца се исто така присутни на ова вечер, така да тие веќе ида во тие дискотеки. Поголема гордост мислам од тоа нема и сите македонци, еве докај што поминав ни сите гости, па скоро сите ги познавам и нивните родители и децата нивни. Сите ми честитаат на тоа што ја промовираме македонската музика и што еве донесовме тука во Палма да биде преполна дискотеката само со македонски гости. Има дел и од српската публика кој што доаѓа, меѓутоа најголемиот дел 90% се македонци, така да поголема сатисфакција од тоа нема. Кои се музичките македонски имиња кои што буквално ја наполниле оваа дискотека? Премногу, значи вака сега да набројам на прво место секако ќе оставам покојниот Тоше Проески, со кој што сите настапи тука во Швајцарија се организирани од мене. Уште од првиот настап со Авалон продукција, прв пат тогаш дојде во Швајцарија баш во оваа дискотека, така да мислам дека имаше преку 7-8 настапи во Швајцарија и секогаш беше преполна дискотеката. Од забавната музика Врчак, Ламбела Баковски, Тони Зен, Елена Ристеска, од народната Елена Велеска, Гавазова, Татјана Лезареска, Благица Павловска, нема кој нема гостувано. Значи и еден Ферус и Есма Реджепова со незиниот оркестар. Есма Реджепова во дискотека. Мислам неспојливо, меѓутоа и тоа го организиравме, така да нема кој од македонска естрада што нема гостувано тука. На кој начин ги одбиравте македонските имиња за да дојдат тука да гостуваат? Дали тоа беше по барање на овдешните македонци или па вие спрема мерилото она што на некој начин тие го пласира како хитовски рефрени во Македонија? Па мерило секогаш треба да биде популарноста и имината на пејачите, меѓутоа за жал последно време македонската естрада, посебно од фолк сцената, многу малце снимаат, така да многу е тешко да се издвои некоја звезда. Ретки се оние кои што инвестираат во нив и снимаат спотови или вадат нови албуми за да можеме да ги викнеме тука. Повеќе секогаш носеле забавњаците, пошто многу повеќе инвестираат во нив и за жал знаеме каква е ситуацијата со фолк сцената тука во Швајцарија, не само во Швајцарија, во Македонија посебно. Многу е мал бројот на естрадните уметници што инвестираат во нив. Еве да ги набројам Елена Велеска, Гавазова, така се дел кои што најмногу инвестираат и во маркетинг, и во спотови, и во снимање на нови песни, нови материјали. Тоа е мерилото со кое дали ќе е наполна дискотеката или нема да ја наполнат. Е најголемиот проблем што голем дел од македонската естрада, од фолк естрадата се задоволува на настапи на некои помали клубови или некои тезги, свадби и тие работи. Треба да инвестира во нив многу повеќе. Може би дел одговоривте од она што сакам следно да ве прашам. Што недостига еве вие како искусен менаџер? Една паралела меѓу звездите тука во Швајцарија, без разлика било каква музика да негуваат, и нашите во Македонија. Па најголемата звезда што нашите звезди од фолк естрадата се уште немаат разбрано што е шоу бизнис. За шоу бизнис не е само една песна, треба добар стас, добар глас и цел бизнис околу тоа да се промовира и да се направи. Додека не го разбера тоа, секако многу ретко ќе имаме успешни звезди од Македонија. Сите оние кои што разбрале што е прав шоу бизнис и што значи да се инвестира во себе, сите тие направиле некое име и можеш да работиш со нив. За жал, многу малце се од македонската естрада. И сите ние и газди од дискотеки и менаџери, сите сакаме да има што повеќе можно звезди. Колку повеќе има звезди, толку повеќе ќе има и публика. Меѓутоа, многу малце се оние кои што инвестираат во себе за да можат да работат. Што после овој голем јубилеј? Па следува многу концерти. 16 веќе нова година на 31 декември, повторно тука во дискотека Палма се Стојни Николова и Боба Мојсовски. 16 февруари гостува Елена Велеска и Гавазова. Значи двете естрадни звезди кои ето вика како сте најдобри, двете најдобри естрадни звезди, па имало меѓу нив некои тензии, успеав двете да ги договорам и двете да бидат гости во иста вечер.
после тоа има премногу концерти, значи да ги набром само оние кои што сме веќе договараме, сигурно ќе гостуваат, меѓутоа немаме фиксен датум, тоа се Владко Лозановски Лозано, значи Лозано, доаѓа Владо Јанески, доаѓа повторно ДНК, доаѓа сите неголеми звезди, цела македонска естрада. До крај на годината има премногу концерти. Хари, голема благодарност за целата оваа организација, безпрекорна, многу успеси понатака и да се загледаме повторно за 10 години на уште поголем јублеј. И јас ви благодарам многу што сте присутни со ова. Соработката со Импродукција секако ќе продолжи понатака. Импродукција и Интелевизија за мене се чувари на македонската музика. Така ги нарекувам на фолк естрадата, затоа што многу се ретки оние кои што ја промовираат нашата музика. И во македонското поднебие фалеше една ваква телевизија кој стварно ќе ги промовира нашите македонски фолк звезди. Благодарам уште. Благодарам и на вас. И после сите овие бројни информации кои што ги подготвивме токму за вас во оваа наша сцена, моје да ви закажам повторна средба за точно 7 дена. Секако да ви се заблагодарам за вниманието со кое што бевте со нас. Слушајте ја македонската песна, негувајте ја било каде и да се наоѓате македонци широм светот. Довидување.